Хрватскиот министар за внатрешни работи и шеф на Националниот штаб за цивилна заштита Давор Божиновиќ најави нов граничен режим за граѓаните на Босна и Херцеговина и на Србија, кој би можел повторно да вклучи обврска за двонеделна самоизолација. Ја следиме епидемиолошката ситуација во земјите од соседството и она што го регистрираме последниве денови се инфекции кои пристигнуваат, односно кои ги носат луѓето кои најголем дел доаѓаат од државите во нашето источно соседство, нагласи Божиновиќ. Тој додаде дека денеска Националниот штаб ќе одржи состанок на кој веројатно ќе одлучи за измена на режимот при влез од Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија како и Косово. Одлуката која ќе биде усвоена ќе стапи во сила од полноќ следниот ден. Председателот на Франција Емануел Макрон на 29 јуни ќе се сретне со германската канцеларка Ангела Меркел во градот Мазеберг, при што ќе разговараат за планот за обнова на европската економија, соопшти денеска Елисејската палата. Исто така предвидено е Макрон и Меркел да разговараат и за кризата што настана по избивањето на пандемијата со COVID-19, заштита на животната средина и за други меѓународни прашања. На почетокот од неделата Макрон се сретна со премиерот на Холандија Марк Руте, при што беше овозможен напредок за надминување на разликите на буџетот и фондот за обнова на Европската унија. Речиси половина милион французи кои првично ја инсталираа мобилната апликација за следење на ширењето на коронавирусот, ја избриша апликацијата на своите мобилни телефони во изминатите неколку дена. Министерот за дигитални работи во Франција, Седрик Онил, истакна дека бришењето на апликацијата е резултат на фактот дека ширењето на вирусот, а со тоа и стравот од инфекција се намалува. Кон крајот на мај Франција им обезбеди на граѓаните да го следат ширењето на вирусот преку апликација на мобилните телефони, а повеќе од 2 милиони луѓе ја инсталира апликацијата. Истата овозможи 68 лица да откријат дека се позитивни на новиот коронавирус, а 14 лица добија известување дека биле во контакт со заразени лица. Во многу земји во Европската унија е воведена апликација за следење на вирусот, но апликациите на различни земји на Европската унија не се поврзани. Например, ако некој е на одмор во друга земја, не може со домашната апликација да следи дали е во контакт со заразено лице надвор од својата земја. Поради обилните дождови, силното невреме што зафатија делови од јужна, централна и источна Кина, властите издадоа предупредување за поплави и можна појава на лискање на земјиштето. Кинеската национална метеоролошка служба денеска издаде жолт метеоаларм поради најава на дождовни бури проследени со грмежи и силен ветер. Државните медиуми известуваа од оддалечените планински градови, во чии прилози беше прикажано како поројни вода и кал ги носат автомобилите, а локалните власти предупредија дека децата особено се изложени на ризик. Според официјалните податоци, досега повеќе од 20 луѓе ги загубија животите, а илјадници се принудени да ги напуштат своите домови. Првите проценки за директна материјална штета се околу 500 милиони американски долари.